За да бидат успешни, земјоделците треба да го прифатат окрупнувањето на површините, порача денес министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Досегашното искуство покажало дека окрупнувањето на повеќе мали и нефункционални парцели во една голема значи поголеми приноси, приходи и развој на земјоделието воопшто. Придобивките од консолидацијата на земјоделското земјиште се многобројни. Добрата структура на земјиштето и пристапот до потребната инфраструктура овозможуваат поголема ефикасност и профитабилност на производството, како и можност на земјоделците да инвестираат во модернизација и зголемување на обемот на производството. Земјоделците во Македонија во последните неколку години се соочуваат со големи предизвици, што негативно се одразува врз развојот на земјоделието. Малите семени фарми се навистина сигурносната мрежа и рбетот на македонското земјоделство. Секако, малите и семените фарми се одговорни за 80% од храната која се произведува на нашите маси и подобрувањето на структурата на земјоделското земјиште ќе ја подобри продуктивноста, развојот и отпорот и тие се во срцето или суштината на Менлен проектот од неговиот почеток во 2017. Втората фаза од проектот за окрупнување на земјоделските парцели е во вредност од 1,2 милиони евра и истиот опфаќа земјиште во општините Долнени и општина Чешиново Облешчево во комбинација со изградба на земјоделска инфраструктура. Офатени се 4700 хектари земјоделско земјиште, при што директни корисници се околу 6267 собственици на земјишта, нивните семејства и сите заедници. Проектот за консолидација на земјиштето е финансиран од Европската унија и тоа е продолжение на веќе почнатата соработка, но и најава за идна. Ќе помагаме во подготовката, како што каже министерот, на нова национална стратегија за консолидација на земјиштето, ќе помагаме во подготовка на законските измени за да се поедностават националните административно сложени активности за приоритизирањето на доброволната консолидација на земјиштето. Првата фаза од проектот во вредност од 2,8 милиони евра опфаќаше консолидација на земјиште и во селата Соколарци и Спанчево во општина Чешиново Облешево.